Почитувани, добро вечер. На фреквенцијата сте на 1 ТВ во отвореното студио. Вечер вас со мене Ацо Кабранов и веднаш на почетокот со моите гости Исен Салиу, главен и одговорен уредник на весникот Лајм. Добро вечер, благодарам за поканата. Да, и Бранко Геровски, главен и одговорен уредник на Слободен печат. Добро вечер, Ацо. Плюс инфо не го спомнувам. Не е плюс. Плюс инфо не си Друг главен и одговорен уредник, така е. Вечер вас со моите гости сакам да проанализираме. Почна трката во вториот изборен круг за претседател на државата. Практично стартуваме од нула, без разлика на резултатите од првиот круг, и веднаш на стартот да ги прашам, очекуваат ли мирна кампања како што релативно беше во првиот круг, или сега логично е некако да се заостри реториката и се што ќе биде околу кампањата? Па јас лично очекувам известно заострување, особено имајќи ги предвид и последниве настани што се случуваат вчера, денеска околу исламската верска заедница, нели? Ке има известна тензија, известна нервоза. Може би дури ке има и нервоза, известна тензија во македонскиот политички блок. Тоа може да ги заостри и реториката, дури може би поведението на актерите во изборната трка, но сепак мислам дека на крајот никој нема да ризикува да не се повторат некакви сценарија или лоши моменти од минатото. Македонија има искуство на многу лоши избори. Имаме дури и историја на крвави избори. И убиства. И убиства, и се што имаше на нашите избори. Имавме две изборни кланици во 2013 и 2014 година, најмалку две, кога буквално беа украдени изборите. И јас се надевам дека силната желба на двете страни да постигнат добар резултат, особено на страната на господин Пендаровски, да дојдат до победа, нема да предизвика никакви такви сценарии, или како што некои недоветни советуваат до некакви автократски тенденции сега во последен момент, да се победи по секоја цена, да се направи нешто по секоја цена. Изборите секогаш имаат голема цена и тие се одлика, слика на демократијата во земјата, и мислам дека сепак нема одговорните политичари да влезат во таков ризик. Значи, може би нема да бидат скандинавски кампањата да биде како во првиот круг, но сепак очекуваш да помине во ред. Да, очекувам сепак да... Јас сум лош прогнозер во принцип. Зашто? Не знам, затоа што прогнозите ги заснимам во принцип врз некакви логички анализи, а во политиката веројатно има многу нелогични работи и задкулисни работи, особено во Македонија. Лош прогнозер сум, но ете, нека биде моја желба. Би сакал да нема никакви, да не се случат никакви глупости. Буквално никакви глупости, бидејќи на крајот на краиштата најважен е процесот, да го случуваме процесот, па секоја година, како што сме трнале, ние ќе ги одмеруваме силите и во иднина, мислам партиите не ние, избирачите ќе гласат, нема да гласат, ќе избираат своји фаворити, симпатизери, ќе им симнуваат звезди од небото, ќе им даваат доверба, ќе им земаат доверба. Тоа е нормална работа. Најважно да се сочува процесот и на крајот и мирот и спокојството на граѓаните. Салиу, ќе зборуваме малку подоцна за сите овие скандали што се случуваат од синоќа во исламската верска заедница, но остануваш ли на ставот на повеќето експерти, новинари, дека вториот круг, односно председателот, кој ќе биде председателот, ќе го решат албанците, албанските граѓани во Македонија? Па мислам, на чие конто ќе мислам отидат дека тоа гласовите нивни? пред се го покажуваат математиките. Мислам, математиките се екзактни, се точни. Нема многу што да се расправа околу математиките. После изгледа дека ќе биде така, после изгледа дека албанските гласачи ќе одлучат и дали ќе има цензус во вториот круг и кој ќе биде победникот.
Мислам дека и покрај превирањата што се случија за жал вчера во И уште ИВЗ, се случуваат. да, и траат изгледа уште. И покрај обидите, мислам дека имаше изјави во тој правец да се даде политичка конотација на тие случувања. Мислам дека албанците албанските гласачи ќе бидат свесни за тежината на моментот, ќе бидат свесни дека со избор на еден кандидат, на еден председател кој ќе помогне на процесите кои се веќе започнати и кои се влезени во поодмината фаза на интегрирање на земјата во НАТО и во ЕУ. Еден председателот, моје мислење е дека не може да ги спречи веќе тие процеси. Меѓутоа, еден председател кој ги поддржува јавно, мислам дека може многу да помогне и да ги олесни тие процеси. Тука мислиш на Пендаровски или на Стојановски? Па Пендаровски мислам се изјасни и целиот концепт и својата кампања ја и пред заснива, кампањата беше јасен неговиот став. Да, дури во претходните избори пред 5 години. Така да мислам дека излезеноста ќе биде на задоволително ниво и дека цензусот ќе биде постигнат, а за тоа клучен допринес ќе дават албанските гласачи. Мислам дека Геровски има малку поинакво мислење дека и со слаба излезност на албанците сепак ќе имаме цензус. Геро, така ли е твојата анализа мојата лична? прогноза, и ќе повторам уште не сум баш прогнозер, Не, ти се водиш од сопствената интуиција. Да не некој прави сакаш да се дистанцираш од сите оние да некој го врзе во крпче ова што кажувам. Да. Мојата прогноза, јас се напишев јавно, е дека цензусот може да биде достигнат во вториот круг и веројатно ќе биде достигнат, но не држи анализата дека тоа ќе биде согласот на албанците. И математиките тоа не го покажуваат. Сега ќе ви направам проста математика. Ајде. Стево Пендаровски во 2014 година освои мислечни околу 350.000 гласови, грубо. Сега освои 30.000 помалку гласови во однос на тогаш. Излезноста е помала. Да. За тоа зборувам сега. Да предпоставиме нешто што е, мислам, невозможно, СДСМ да го максимизира својата излезност до 400.000 гласови, што е во вакви околности, при 1.200.000 отприлика присутни избирачи во Македонија, да не се залжуваме. Значи, од 400.000 до цензусот од 720.000, колку што треба да биде 40%, останува 320.000 избирачи. Нема толку албанци избирачи. Че не си играме бајрам на умот, дека албанците ќе излезат во огромен број, во 98%. Тоа ќе се случи, кај што ќе видите 98%, 99%, знаете дека се полните кутиите. Тука нема да си знаете, тоа секој го знае. Келнериве по кафани го знаат, така ли посматрачите на опце или сериозните аналитичари. И со полнење на кутии, значи со 98%, пак не се стасува до 720.000. Цензусот на Стево Пендаровски ќе му го направат гласачите на ВМРО ДПМН, односно тие што ќе гласаат за Гордана Силјановска. Под предпоставка, според мене реална предпоставка, дека ВМРО ДПМН нема да повика на бојкот и дека ќе сакаат објективно, без оглед повикале не повикале, ќе сакаат да го максимизираат резултатот од првиот круг, кој за ВМРО ДПМН беше одличен. Да, добар. И кој значеше враќање на една прегазена партија на локални избори, враќање на политичка сцена во живот и во голем стил. Да се разбереме. Да не ги спомнуваме, да не бидеме како ватче сега да ги редам градовите, меѓутоа тие се познати каде се ВМРО ДПМН се врати на сцената, што беше ги врати СДСМ неочекувано. Да, тоа е мојата теза, кога ги врати СДСМ повеќе со сите своји слабости, за кои може да зборуваме. Но факт е дека без тие гласови Стево Пендаровски не може да биде председател или без
дел, еден значен дел од тие гласови, бидејќи внимавајте, и скорот на ВМРО ДПМН е на овој некаде околу 300 и кусур илјади гласови. Значи, се да се собере заедно, што излегло сега, значи се што излезе во првиот круг, вообичаено вторите кругови се послаби од првите инаку. Да. Но еве се да излезе заедно, да се сите измотивираат, ќе биде многу тешко да се достигне цензусот. Значи, услов има албанците да бидат мотивирани, вети Али Ахмети дека ќе тропаат од врата на врата, како што рече. Ќе видиме после овие настани дали ќе биде тоа така. Второ, мислам дека од ВМРО-вците сепак ќе решат да се обидат да го максимизираат својот резултат. И најважно од се, да сум ја некој од штабот на околу Пендаровски таму од групата, јас би работел на најважната работа што може да работат сега, да се обидат тие да го максимизираат својот резултат, да го измотивираат максимално твоето членство. А за тоа да го сторат, треба да направат некои работи што не гледам дека има волја да ги направат, да направат некакви гестови, да испратат некакви сериозни пораки. Во моментот ја тие пораки не ги гледам. Метлата не е доволна. Па треба не метла, треба, како да кажам, еден контингент од метли, еден магацин од метли да се издадат. Поприлично, една метла не врши работа и особено не врши работа што, како да кажам, не е ветена првка. Не е само до метлата, не е само до тоа да се направат некакви удари. Избркаме сад ватрица и ќе покажеме нешто. Не, треба сериозни гестови на сериозни политички пораки, да се испратат малку посериозни од првиот круг. Не може само да се зборува за НАТО и за ЕУ, и не може да се зборува со тоа дека другата страна ќе биде црната иднина на Македонија и така натаму. Видете, да не беше да ние не го знаевме избирачите пред за време кога дојде до превратот во Македонија, до револуцијата, нели? Денеска тие луѓе немаше да бидат на власт. Зошто не го скажуваат Пепелашка по 100 пат? Нас ни е прочитана Пепелашка. Ние сме 2,5 години веќе длабоко во мандатот на СДСМ. Нас ни требаат сега некои други наративи. И тука веќе морам да запрам, бидејќи во принцип содржината на кампањата, не ја коментирам процесот, да, јас точно знам што треба се прави, но јас не учествувам на изборите, учествуваат и им ги советувам да вистина да испратат посериозни пораки и ако може да стојат до нив и ако може некако да ги убедат луѓето да им веруваат. Оти имаме поприлично изгубена доверба, тоа се гледа, од авион се гледа тоа. Да. Јас малце би реагирал тука. Ми се допаѓаат прогнозите на господинот Геровски, без разлика дали се точни или неточни, бидејќи секогаш излегуваат надвор од шаблоните и содржат елементи кои се интересни. Меѓутоа, под предпоставена, значи, излезеност во ниво кое беше во првиот круг, значи негде околу 40 и на СДСМ и на ВМРО, мислам дека ја таму го базирам моето мислење и оптимизам дека албанците ќе бидат одлучувачкиот фактор дали ќе имаме цензус или нема да имаме. Јас се плашам дека во штабот на господја Силјановска веќе се свесни дека они го постигнаа максимумот во првиот круг. Не гледам простор, ако не се случи нешто непредвидливо, не гледам простор они да се надеват на проширување на своето избирачко тело на повеќе од 30.000 гласови во вториот круг. Такви се моите проценки. А од друга страна, мислам дека вториот круг ќе биде на некој начин надпревар. Пред се на ДУИ, но и другите политички партии на албанците кои се на власт. ДУИ да покаже што може на терен, ти во првиот круг релативно не покажа. Не, првиот круг беше покомплицирана работата. Јас мислам дека они бойкотира, го повика своето членство, барем тоа што им е така по-лојално, да бидат пасивни, бидејќи не знаеа дека кога ќе излезат и кога ќе се најдат пред гласачкото ливче, кога ќе видат кандидат албанец, они да се членови на ДУИ, симпатизери на ДУИ, лесно може да се одлучат да го гласат, Блер им река.
Па така тој можеше да освои повеќе од 100.000 гласови. Ја колку што Да знам, беше поддржан и од Дуи. не да беше поддржан, него да повикаше Дуи да излезат своите гласачи, да гласат за Пендаровски. Мислам, тие можеа да ги повикат да гласат за Пендаровски, но не можеа да знаат како ќе... Што го одигра? Да, се гледа, бидејќи излезеноста кај албанците мислам дека не е Беше повеќе од пособа. 25%, ако Да, се земе некој просек во сите општини. Сега они имаат притисок, бидејќи Блер им река, зад кој стоја Алијансата и Беса, освои 80.000 гласови. Што е добар резултат за Тоа е него. добар резултат успоредба со последните избори, кога Дуи мислам дека освои 85.000 гласови. Да. И на Дуи ќе им биде многу битно тој резултат да го надминат. Зголемат, да. Да го надминат За и да не бидат делегитимирани како Да. што велат Села и Да, Беса. особено што сега после првиот круг они имат некој впечаток, знаат каде како стојат, каде треба да се концентрират, на што треба да се концентрират, каде треба повеќе да работат, каде треба Дебар е помалце. моделот како успеа во Дебар да добијат. Да, не знам дали може Дебар да служи како модел, бидејќи таму изгледа... За Дуи мислам. Не, беа поддржани од СДСМ и од ВМРО и со тоа Во Дебар? Да, со тоа го надмина кандидатот на опозицијата. Меѓутоа за нив ќе биде многу значајно, ако не го надмина тој резултат, после ќе им биде ќе бидат во многу тешка позиција пред албанците. Мислам дека со сите сили они ќе се ангажират и да го надминат резултатот, а од друга страна без разлика како да оди кампањата, што и да се случи меѓу двата изборни круга, јас сум оптимист дека најмалку 40.000 гласачи кои гласа за професорот река дека тие ќе излезат и во вториот круг. Тие Па можеби ќе гласаат за Давко Василјановска. не и знаејќи го профилот на тие гласачи, иако они се незадоволни од Дуи. власта и од СДСМ и од Дуи, иако Добро, Дуи е дел од власта. нивното незадоволство е особено и многу и од СДСМ. Мислам дека во тој контингент на гласачи има изборите има 50.000. да има и многу гласачи на СДСМ што гласа во 2016. Тие сепак се гласачи кои имат расположение, дури може да биде, така да се изразам у наводници, најекстремниот дел од албанското гласачко тело што се залага за интеграциите. Тие го поддржа господинот Река, бидејќи во него гледа човек дипломат, кој беше во Брисел, човек кој се залага за интеграција и мислам дека тие ќе го поддржат господинот Пендаровски. Геро, се согласуваш ли ти со... Не. Жал ми е што морам да кажам Да, дека не па добро е согласувам. да имаме спротивставени мислења. Прво сакам методолошки да ви Ајде. укажам на еден проблем на ваквите анализи. Јас се обидувам да го избегнам тој проблем. Сум разговарал со повеќе политичари, бивши, сегашни не многу, повеќе со бившите поискусните политичари и така натаму, и приказната дека политичарите ги носат во торба или во Не може да ги матричниот прелеат джеп гласовите, тоа сакаш да гласовите и кажеш. после ќе ги поделат, како што колегата вака малку Не, лефтерно вели не. 40.000, 35, 38,5 или не знам колку. Не, Ваму, не се, таму, таа не се работа- лефтерни впечатоци тоа. Мислам, тоа се впечатоци, познавајќи го расположението на тоа гласачко тело, познавајќи го начинот на кој им се обраќаше господинот Река и како ги придоби он. И менталитетот сакаш да кажеш на тие Да, гласачи. да, мислам дека они у никоја прилика не би се одлучиле, освен во јас мал ви- дел. Јас ви давам целосен незначаен. кредит во поглед на познавањето, бидејќи во крајна линија вие сте албанец, живеете во тие средини, знаете многу Не, подобро јас од не мене. сакам на тоа да се повикам, Но него понекогаш, знаете како е, во шахот подобро се гледа од страна. Некој фантастичен потек се гледа од страна, двајца шахисти не ги гледаат, бидејќи се премногу внесени во играта. Во играта. Премногу се внатре во приказната.
Јас само сакам да кажем вака. Никој не ги поседува гласовите, така едноставно. Апсолутно точно. Политичарите оно што може да направат е да ги повикаат гласачите. Јас си гледам мотиви кај ДУИ, кај водството на ДУИ, да ги повикаат и што вела да тропаат од врата на врата сега, нешто што не правеле во првиот круг. Но искрено да ви кажам, гледам и мотиви да не го прават тоа. Кај добар дел од ДУИ, бидејќи тропањето од врата на врата, ако дојде до еден таков неверојатен изблик на активизам на ДУИ, ќе биде по некоја цена, која не знам дали ќе се постигне. Ќе имат некакви внатрешни пазарања, веќе се спекулира помеѓу думите. Ќе се пазарат за ова, за она, за сево, за лево, за десно. И јас реков дека ако не се случи нешто непредвидливо, значи под предпоставка дека како коалициони партнери ќе се разберат за сите работи. Ако така се пазарат, другата страна ќе биде фатена. Тогаш е Ако лошо другата за заед. страна биде фатена по втор или по трет или по четврти пат во вакви пазари, тогаш многу сериозно ќе треба да размисли заед дали ќе излезат избирачите на СДСМ на гласачките места, бидејќи не само ДУИ што не излегува, и во многу традиционални СДСМовски средини Не излегува. СДСМовски кандидатот Пендаровски, не тој, туку тој во крајна линија како жртва, беше казнет. Еве не ги Скопје, зборувам. ако го земеме како пример. Од Скопје, Струмица и така натаму, Да. тоа се резултати драматично под резултатите што треба да ги има. Значи, тоа е една многу сложена игра во проценка на мотивите на лидерите, кого, како и колку ќе повикат. Втор битен фактор, што секогаш го забораваме, премногу даваме акцент на тоа што може да направи кампањата. Политиколозите знаат дека кампањата менува нешто во расположението на избирачите, но тоа не е многу. Луѓето се Гласачите одлучени. веќе имаат одлучено. Денеска луѓето во еден значен дел ако се одлучиле. погодат вистински поени и вистински елементи во кампањата, мислам дека Ако јас може и чујам, како да бидат ево го искуството наше одлучувачки. историско, знаете какво е? Еве ќе кажам два изборни циклуса во кои што се случи и ќе видите како тоа се случува. Првите избори во Македонија, првите повеќе партиски избори, нели после првиот круг водеше СДСМ. Да. Меѓу двата круга излегува Љупчо Гергиевски, со тезата ќе држиме, значи со жестока Солун. националистка риторика. Конгрес во Солун, на албанските орли ќе им ги сечеме ноктите и така натаму, ве подсетувам. Да, една таква драма на едни неискусни гласачи, неизморени, првпат, амбицирани, првпат гласат луѓето за повеќе партии. Сега се времењата може да сменети. пројде. Да. Нема многу такви гласачи. Кога дојде Борис Трајковски на глас, на власт, сеќавате, во 99 година, Да. нели? Што се случи? После првиот круг, Кај што Тито Петковски водеше може 150 или кусури може илјади, 180.000 гласови. Во вториот круг се случи драма, се случува вело што видите веднаш со гласовите на албанците да дојде Но имаше Трајковски и дамка на тука власт. дека релативно не е баш. Ама имавме убиство, човече. Да. Тие беа страшни избори. Да. Ние по такво нешто сега нема да гледаме. Ние скандинавските избори не се само скандинавски, по тоа што некој се потрудил да бидат многу добри и да бидат На организирани денот да на нема. гласањето. Скандинавски се по и нивото на заинтересираност на граѓаните. Мораме да сватиме дека ние цензусот не ни е 40%, цензусот нека ни е 60%. Во Македонија нема 2 Според тоа милиони колку граѓани, има, во да. Македонија има милиони и пол граѓани во овој момент Така. присутни. Имаме 1.200.000 избирачи. И имаме еден голем дел од луѓето викаат бре неикум да гласам веќе. Значи има голема, никој не ги вика на бојкот. Има полно и традиционално што не гласаа за никој И избор. тоа е скандинавска атмосфера. Да. Погледнете ги цензусите во скандинавските земји, Многу ниски се. не се замараат воопшто тие многу со овој спорт кој што се вика политика. Значи, во тој поглед, ја пак ќе речам, ќе има еден контингент албански гласови, дефинитивно, кој ќе се прелее, и тој дефинитивно во најголем дел, во драматично најголем дел, ќе оди на контото на Пендаровски. Јас сум свесен за тоа, свесен е и штабот на Силјанска, свесна е и самата таја. Тие ми е јасно дека тоа така ќе се случи. Мислам дека не се потрудија да биде биде другче. Ќе мораш да ми докажеш ако е само тоа доволно, а ако и се случи, нели, не дај Боже по Пендаровски и по можеби по процесот
антивок или некаков друг бойкот, замислите ваква ситуација. Замислете да имаме 20% пат на излезноста кај луѓето кои гласаа за ВМРО ДПМН. Тоа се веќе 60-70 гласови. Кој контингент на албанци Тогаш ќе виси го цензусот. надмине тоа? Замислете да има и пат, ја мислам дека тоа е дури реално, да имаме пат на излезноста и кај контингентот гласачи кои гласаа и за Пендаровски. И за едниот и за другиот. И за едниот и за другиот. Сега имате да социјалните мрежи на расправа. Кој е крив, метла бараме, ова бараме, значи очигледно е разочарованоста не се надмина сега, не премина во страф, леле да не победи другиот, не. Преминува во дебата. Кој е крив, зашто е крив лево десно. Таа дебата не ми за мене е многу мотивирачка. И сега вие треба да ми кажете колку излегува албанци нови избори у апсолутни бројки. Мислам дека 25% ако не грешам. И колку е тоа во Просек. апсолутна бројка, бидејќи не ги знам бројките, навистина не можам да проценам. Па тоа може да биде од 250 и од 300.000, мислам, дека е вкупното 25% 350 75, 80 имаше за Блерим некада. 80 може да имало Околу 100 и нешто. 20 за Значи, Стево, ние 100.000. оперираме, ние оперираме со 100.000 гласови. Толку, 100.000 гласа. Од кои се надеваме дека ќе повинат во таборот на Пендаровски. Па тоа вие за цензус, тоа е далеку, тоа е далеку. Не, јас друго зборувам. Ги рачуна и гласовите на ВМРО. А како ги рачунаме? мене Не, да излезат. Како за фикс? излезност, за Очигледно е излезност. дека Како фикс, дека нема да ги рачунате. албанските партии на власт успеа барем 15% од гласачите да ги контролират и да ги држат дома. Тоа беше тенденција. На Дуи? Да. Штом успеале да ги убедат да седат дома, мислам Да дека бидат уште пасивни, полесно, да. уште полесно ќе ги убедат да излезат да гласат у вториот круг. И сега ако таа бројка од 25% 30 се качи на како, 40-45%, Зошто нема албанец кандидат? Во Нема вториот за круг. кого Не, да он гласаат. Зборува за Зашто? првиот круг. не, Сега не. како ќе ги изведат повеќе? Нема албанец кандидат, нема дополнителен мотив. Значи, ја ќе не верувам дека гласат, луѓето не верувам дека луѓето заради фантастичната реторика на Река. Река беше добар кандидат, имаше убава кампања, се е тоа, меѓутоа ја мислам дека тоа не пресуди. Луѓето излегоа тие 80 или излегоа гласа за албанци гласаа за албанци. Не, јас колку го Тоа ќе разбирам, кажам. Не, еве, да се разјаснам он ја малку. зборува за тоа дека Дуи да не бидат делегитимирани, бидејќи мотивот на Беса и на Села беше да ги не- делегитимираат Дуи. Не толку да они беа Не- свесни дека не можат да изберат. Еве, јас се Тие се согласувам. живо Река, заинтересирани. Сите 100.000 ќе излезат, овој контингент Да. ќе излезе. Далеку сте од... Но далеку ако сме од- спушти ВМРО, излезност. Не, ако спушти, мислам дека тоа ќе биде самоубиство за нив. Зошто? Зошто? Па затоа што веќе се знае, мислам, географијата на гласовите од првиот круг се знае. Нема да може да никој нема да биде излажан дека еве пропадна ради пошто е виновен Пендаровски, Заев, Дуи. Ако на пример Силјановска место 309.000 313. 313.000 освои 250.000. Тогаш ќе се знае дека тие се игри на внатрешни игри на ВМРО ДПМН. Епа И како тогаш се ќе- дозволени не, то- игрите не, на не. Дуи, а не се дозволени игрите на ВМРО ДПМН? Како се дозволени игрите на СДС, ама не да се дозволени на ВМРО ДПМН? Сето Не, тоа, не, не. колега е легитимно. Не. Знаете, не сакам да бидам адвокат на ѓаволот и да кажам како размислуваат Не, овие, не бидејќи сме адвокати, него почнав со тезата, извинете, само кратко, почнав со тезата и ќе завршам со таа теза, останувам на таа теза, дека ќе има минимален цензус и дека ќе победи Пендаровски. Но веднаш И ви јас кажам, мислам. ќе победи со гласовите на ВМРО, не со гласовите на албанците. Значи, цензусот, тоа што ќе го направи желбата на ВМРО да се докаже на овие избори. Ако така размислуваат, но ќе бидам и адвокат на ѓаволот, има луѓе што размислуваат и поинаку. да, Велат вака, да ВМРО. пропаднат избори. Зошто ни не Да што бидат ако неуспешни. пропаднат изборите? Ако пропаднат изборите, на власт е кадар на Дуи, Талат Џафери. 6 месеци одличен Ќе имаат период. свој председател. Следниот 6 месеци одличен терен. Да, ама мислам драматично дека долго време за пазарење. мислам дека се запознаени дека ако поради нивна вина пропаднат изборите, дека првиот чекор што ќе биде преземен ќе биде разрешувањето на Талат Џафери и Ајде. изборот на
на нов председател од редовите на Ајде, и со СДСМ. кој ќе прави Заев, се извинувам, коалиција, можете ми објасни како ќе се направи мнозинство парламентарно? Доколку сте во тек, мислам дека знаете дека во моментот владата има негде околу 72 пратеници. Со овие 8 мина? Да. Ти ги Не, нема. без тие. Сега ти ги нема. Без тие со нив постигна Да, 80, достигна да. 80. И добро. И без 10 на Сака да Дуи, кажете со ќе села и останат со 62. Касами ќе направи влада. Тогаш ќе бидат отворени вратите за села и за Касами, Не. плюс четворица Не, пратеници. не, Мислам не, дека не. не, Дуј не е во состојба да играт на бојкот Двојно да вториот играт. круг. Политичкото искуство во Македонија покажува дека, и тоа е закон на нашето политичко искуство, тоа беше закон и последниот пат кога се состави ова парламентарно мнозинство. Не можете да владеете во Македонија како македонска партија ако не го изберете за партнер победникот од албанскиот политички блок. Изберите Груевски некој направи, друг, но не издржа. изберите некој друг и утре имате етнички конфликт. И утре имате се Не. што носи етнички Еве ќе конфликт. ви кажам зашто сега се Ето, сега разликува така беше. ситуацијата. Добро, ама Груевски го избра не, ДПА, победник беше. Дуи има 10 пратеници. Нека се обиде Заев да го направи тоа што кажувате вие, ќе видите што ќе се случи. Мислам Нова дека драма нема имат. да дојде до таму работата, Драма. пошто Дуи се свесни дека не може да го направат тоа што го направија во 2008, кога ДПА влезе во власта и успеа да издействуваат Преку избори. Да. меѓународната. Еве зошто не може сега. Дуи има 10 пратеници, другите албански партии имат 10 пратеници. Уствари имат 12 со се двајцата пратеници на СДСМ. Дуи има 10 пратеници со 80.000 гласови, ако не грешам. Другите партии имат 12 пратеници со негде 150.000 гласови најмалку. Значи легитимитетот е многу јасно сега на Алба. И доколку успее СДСМ, Заев да ги обедини сите други албански партии у една коалиција, тогаш мислам дека легитимитетот од страна на албанците на таа влада нема воопшто да биде доведен во прашање. Нема никаква основа. Тоа е коцкање, Не е тоа коцкање. е коцкање, Јас all мислам- in, што вика господин Заев, со празен чип, не сум по коцката, ама еве така да се изразам, значи со празен джеп, коцкање, со блеф и со голем ризик по Да. политичката Не. стабилност, а можеби безбедносната стабилност на Македонија. Не. А коалицијата, јас ви тврдам и еве можеби ќе се сретнеме повторно, коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ ќе опстане после И овие јас мислам избори. дека ќе опстане, сериозно. дека нема да дојде до таму работата. Тој да се случи. Но И да пропаднат парламентарните избори, пак ќе опстане таа коалиција. ако пропадне по вина на Дуи, јас не верувам дека ќе опстане. Меѓутоа мислам дека нема да дојде до таму работата. Ја уште на почетокот реков дека за да не Дуи ќе стигне до помогне. таму работата, Дуи ќе Ја исклучи трча- веројатноста Дуи да игра дволично. Да, ќе трча во терен и ќе бара, бидејќи за нејзе надпревар, освен тоа што сака да ги зацврсти или да ги сочува позициите во власта со поддршката за Пендаровски, за нив ова е надпревар и со Алијансата и БЕСА. Алијансата, да. И ако не успеат да го надминат тој резултат, они ќе се делегитимират. Ќе бидат на власт уште година и пол или колку има мандат владата. Меѓутоа на следните избори мислам дека ќе бидат поразени, бидејќи понатамошното останување на власт, ако не го надминат, ако не ја надминат бројката од 80.000, ќе биде без легитимитет кај албанците. Знаете што ми Тоа- кажувате ми сега вака во превод, да го преведам. Вие ми кажувате вака. Бидејќи нема кандидат албанец сега за власт, вие ми кажувате вака. Дуи сега треба да трчаат од врата на врата, да се препотат буквално, да ги молат албанците да гласаат за кандидат македонец и така да докажат дека се подобри од таборот што го поддржа Река. Тоа е Да. тотално нелогично. Значи, Зошто да нелогично? беше кандидатот, Тоа е најлогична председателски, работа. да беше предлог на Дуи, Река да беше- беше предлог на Дуи. не, Пендаровски да беше предлог на Дуи. Они Аха. тврдат дека Да е беше. нивен предлог. Кој Мислам тврди? секате го
Па нели вика дека е консенсуален? Заеднички викаат, ама има предходно... Прво на нивниот ливчето предлог за беше- гласање, кога Го знам јас тоа. го гледавме под река, гледавме две партии. Горе не видовме две партии. Јас го Видовме знам предлог тоа, на јас ви СДСМ. кажувам каков е настапот на Дуј. И така Настапот на си Дуј, настапот. еве ќе За ве терен посетам мислиш? како беше. И на терен, и на митинзи, Ама и немој на да дебати забораваме во дека телевизии, Дуј мислам. Дуј предложија кандидат македонец на овие избори. Како заеднички кандидат. Дуј рекоа овој човек можеше да биде друг и трети, четврти. Меѓутоа сакаа тие да бидат и редно беше. Никогаш во историјата на Македонија не се случило албанска партија да предложи македонец за председател и тоа за заеднички председател. Тоа беше историски момент. Можело да разговараат во некоја затворена соба со Заев дали е тој кандидат добар, лево, десно и така натаму. Меѓутоа одговорот што го добија беше не ние од СДСМ ќе предложиме кандидат, а вие нас ќе не поддржите. Тоа е беше и така и се случи. Ама Геро, И знам тогаш- за Не. тој кандидат, но на анкетите кај македонците Не е слабо битно, поминуваш. може биде кој шести, не знам тоа анкетите, тоа се Знам. стари финти, знаете што прават Не, не лидерите, финти. лидерите кога сакаат да изберат свој кандидат нарачуваат анкети Знам и за после кој ги кандидат. викаат Не, еден не, по не. еден. Знам за кој Ете кандидат. сега. Немаше ни СДСМ, не Ќе беше ви против предложам тој еден- кандидат, ќе само ви предложам слабо еден политичар стоеше. да ви го раскаже ова исто, ја ќе ви го кажувам. Добро. Сега, тоа се стари финти. Правам анкета и те викам сега, што ти Добро, види, на крај се ти ја согласија види, дека е тој абе ти заеднички. си супер дечко, ама во анкетиве нешто не ми стоиш. Па Ти се можат да си направат и они Тие анкета. се стари финти. Не беше тоа. Не ми ја следите поентава. Значи, кога албанците беа, Дуј беше волен да предложи македонец кандидат, можеше да се изработи, тврдам, ако толку била желбата да биде Пендаровски, кој е исто добар дечко, Да. неспорно, окей е се, може да се изработи да биде, да албанците го предложат Пендаровски. Многу беше важно албанците да го предложат заедничкиот кандидат. Тогаш ќе важеше оваа логика што видите. Абе нашиот кандидат, затрчаме за нашиот кандидат. Сега, пак ќе трча за заедничкиот кандидат, ама не е толку заеднички. Пак ќе играат на свадбата, ама сам рече Али Ахмети. Абе немам покана ми фали, поканава ми фали за свадбава, ја нема поканава. Јас сум дојден, ама не седам на маса бројден мрај, скоро пред свадба, па по свадбарски дух сум, де. Како и Али Ахмети, фала Богу. Значи поентава што е? Не се чувствува Дуј како почестен, како Фактор. тркач, како фактор, доволно факторизиран на овие избори и тоа мора да го признаеме сега. Како факт. Требаше целата игра се подига. Ама сега што збориме? Збориме за лански снег, нели? Тоа е завршена работа. Го прифатија како Памет заеднички. за другиот пат, кога ќе се прави, ако има друг пат. Не, значи Дуј не проблемот е што Дуј нема позиција веќе да предложи не е веќе фактор да предложи човек за таква битна институција. Го нема веќе тој нема веќе ниту 15, ниту 17, ниту 20 пратеници. Ама јас можам и Има вие може 10 предложите. пратеници. Ако предложиме паметна работа, треба се да сам да ја прифати. Сака да каже дека Дуј е ослабната многу за разлика од предходните години. Ова сите други јаки нешто. Да. Растураат на Не, терени, ваму. Сега СДСМ за крај стоеше веќе ми кажуваат дека времето полека, само сакам ова повеќе за Геро се однесува. Кандидатката Силјанова Давковска ги повика шарените, бидејќи ги прочита дека се незадоволни, да ја поддржат. Вчера на еден настап со млади во Карпош негде беше, ги повика и тие и кажа дека ќе се сретне, во Штип се сретнала со Бојкотирам, ние не знаеме која е таа структура Бојкотирам, дека и со нив разговарала и дека начално се надева дека и тие во вториот круг ќе излезат и цело време нели кокетира со Река, со штабот на Река. Што мислиш ти околу тоа? Ова последно од Джаве го прават, одма да ви кажам. Со Река? Со кокетирањето. Да. Видите, во ВМРО ДПМН се апсолутно свесни за две работи. Прво, се свесни дека од гласовите на албанците, на позначен контингент гласови албанци не може да сметаат. Не затоа што ништо не може да исправи оваа кампања, бидејќи имаме едно полуг период на тамо на националистичка риторика која не им се допаѓа на албанците и тоа секој албанец ќе ви го каже. Има еден мал, можеби, контингент на гласови, но недоволен за победа во секој случај.
Што ќе направат според мене ВМРО? ДПМН? Ако не се одлучат за тивок бојкот или за бојкот на разочараните, ако не се одлучат за таква работа, тие ќе се обидат својот одличен резултат од првите избори, одличен за една девастирана партија. За тоа зборувам. Значи, тој не е добар. И тие се подоле 120.000 од претходно што биле, но за партија торпедирана на локалните избори, со само 4 градоначалнички локалните места, имаат помалку 20.000 им фалат. генерално е све помалку. Он победија во добро, поголем Ама број општини. торпедирана партија, уништена партија, тие се вратија на сцената и водеа резултатот е 4.000 разлика во гласови. Казна беше за СДСМ на тоа. Казна, не казна, тоа е Отиде за на ВМРО нивно, и да, Секор. да. Сега прашањето е таму дилемата, поради која не спие Мицкоски и другите претпоставуваме, дали да продолжиме со трката и да го максимизираме овој резултат, како што ја мислам дека ќе направат инаку, или да одиграме на една да речеме падала сега. Да спуштиме малку нишанот, да спуштиме калибар и да видиме со спуштен калибар што ќе се случи, тоа ќе пропаднат изборите. Тука е целата игра. Не можам да проценам што ќе направат. Од бојкотирам не очекуваш дека можат нешто. Кои се тие до сега ништо бојкотирани? не направија тоа. Добро, тоа е една мала така. Не Facebook И сега само група. на кратко, бидејќи ми даваат сигнали дека треба да привршиме, на кратко за Салиу, што мислиш, што е ова што се случува со ИВАЗ? Кој стои за тоа? Или уште не е јасно? Па има многу Само нејасноти те молам во врска со кратко. тоа. Да. Значи со судска одлука да биде именуван Тоа е малку чудно. Да, поглавар, тоа е чудно. Мислам дека таа судска одлука дури ќе го спласне незадоволството што до сега постоеше кон актуелниот, досегашниот поглавар. Рейс. Да, Сулейман Реджепи. Реджепи, да, и дека еве сега пред очите на јавноста тој стана некаква жртва и мислам дека тоа му оди во прилог На и кого? на Сулейман Реджепи. Бидејќи придобива одредени симпатии кај луѓе што ги беше изгубил Како одамна. паталец. Да, Како жртва. како жртва А во избориве тоа како на ќе се судската За власт. изборите, Тоа го интересира. кој? Да. Знам што го мачијацам. Да, да. Па Кој стои ли Дуи за тоа? Стои ли Алијансата? јас колку што се знам, оградија, Дуи повика владата да дека не и треба да јавноста се го меша? знае тоа, Дуи е блиску, стои блиску со Сулейман Реджепи. Не знам зошто требаше ова да се направи меѓу двата изборни круга, особено што сега рейсот дава и политичка конотација. Да. Он Па и јавно претходно даде политичка, па го дисциплинира. Па тоа е прашањето, значи до денот на изборите дали ќе успеат повторно да го дисциплинират и да го тргнат на страна да не се меша. Колеги, ви благодарам на разговорот. Имаме уште многу што да кажеме, но во следна прилика, а вам, почитувани гледачи, благодарам на вниманието.